Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска попладнево достави докази до основното јавно обвинителство во врска со легализирани дивоградби во општината Чаир спротивни на закон, откако во текот на денот обвинителството ја повика Арсовска да соработува со институцијата. Тука дојдовме да доставиме во прилог едниот предмет со целокупната документација за која што успеавме да добиеме потврда за веродостојност на тоа што го добивме како документи до нас. Истото го добавивме уште истиот ден и наша среќа е што отидовме во катастарот за недвижнини уште истиот ден. Исто така успеавме да добавиме и начинот на неговото бришење, документацијата врз основа на која што тој барал да се брише, што повторно представува едно флагрантно кршење на сите закони кои што ги има во Република Македонија, кои што би требало некој да почне да постапува. Агенцијата за катастар на недвижнини на 28.5 во 15 часот и 13 минути, значи 24 часа нема од моментот кога ги поднал документите до моментот додека тие целиот случај го избришале од катастар. Повеќе не постои оваа дивоградба. Нема повеќе таков имотен лист, нема повеќе такво запишување. Се надевам дека ќе успеат институциите да реагираат. Ова кочени вечерова протести на роднините на жртвите од дискотеката Пулс во јавно обраќање пред обвинителството реагираат што бројот на осомничени од 73 се намалил на 46 лица. Молчејки со фотографии од загинатите чеда во рацете, родителите, семејствата, пријателите и граѓаните на Кочани излегоа на 8-миот поред марш преку кој се упатува порака дека се чека правда. Зад родителите транспаренти, овој пат со порака до јавноста: ние изгубивме, вие имате уште за што да се борите. На протестот освен жители на Кочани, дојдоа и од другите градови. Родителите не ја кријат болката, а очекуваат јавноста да ја почувствува и да застане рамо до рамо со нив, за да ваква трагедија не се повтори. Тие што најмногу требаше да ги заштитат се најголемите виновници: полицијата, инспекторите, газдата и обезбедувањето. Сите тие. И сега што? Слободни, со исправени глави, не посакуваме никого зло, но нека се стават во наша кожа. Само една минута да си го замислат нивното дете таму позади таа врата пред пламенот, викајки и барајки помош. Ова не беше несреќа, ова беше масовно убиство. Постојано повторуваат дека молчат, но се следат, бидејќи даваат шанса. Минатата сабота порачаа до институциите дека трпението им е при крај. За Сител, Трајан Ристовски. Во МРТП денеска со обвинувања за начинот на кој се градени модуларните болници, СДСМ пак прашува дали полицијата ги затворила вратите на дискотеката Пулс пред пожарот. Спорна е техничката спецификација која ја прави одговорното лице назначено од Венко Филипче, каде што подоцна се констатира дека не е во согласност со ниту еден стандард за изградба на објекти од областа на здравството. Не се почитувале законот за градење и законот за здравствена дејност и не се почитувале минималните технички стандарди за заштита од пожари и експлозии. Исто така, многу важно за овој случај е што овие болници се набавени и поставени како стоки, а стоки во ниту еден случај не можат да бидат користени како објект во кој се обавува здравствена дејност. Обвинителството и власта мора да одговорат зошто нема обвинение против тогашниот актуелен началник на СВР Штип Дејан Салтировски. Тој знаел или морал да знае дека во наредбата за акцијска контрола спротивно на СОП стои дека ќе бидат затворени вратите во дискотеката Пулс. Понатаму, зошто обвинителството не го објави јавно видеото на кое се гледа началникот на СВР Штип Дејан Салтировски во периодот од 12:30 часот до 1:20 часот пред дискотеката Пулс во Кочани? Дали обвинителството го запраша Салтировски што барал во овој период пред дискотеката и зошто полицијата не влегла да врши акцијска контрола како што било предвидено во 12:30 часот? А
Анализите на европските експерти предупредуваат дека Кина се повеќе ја користи политиката за инфраструктурни проекти за влијание, особено на Балканот. Договорот Македонија-Британија пак се посочува како добар модел за одговор на ваквите влијанија. Кина се повеќе ја користи инфраструктурата како алатка за меко влијание, особено на Балканот. Иницијативата Појас и пат, кој Пекинг го извезува како инфраструктурен модел на глобално ниво, инвестирајќи масовно во Азија, Африка и се повеќе во Европа, не е само економска, туку и стратешка иницијатива. Newsmax ги анализира геостратешките инвестиции на Пекинг, но и на западните сили. Прво, споменувајќи ја брзата железничка линија Будимпешта-Белград, која е градена со кинески пари, медиумот пишува дека, освен што економски ги спојува кинескиот пристанишен објект во Пиреа, Грција и Централна Европа, тоа е и стратешки проект кој овозможува меко влијание на Кина во Европа, особено на Балканот. Сепак, во анализата, договорот меѓу Македонија и Велика Британија е посочен како пример дека може да се избере и друг пат. Најнов пример е Северна Македонија, која објави инвестициска алијанса со Обединетото кралство во вредност од 5 милиарди фунти. Оваа британска инвестиција ќе ја поддржи изградбата на клучната инфраструктура во земјата со фокус на железничкиот и карго транспорт, подобрување на регионалната поврзаност и зголемување на трговијата. Дополнително, инвестицијата ќе се насочи кон реновирање на болници и унапредување на одбраната преку развој на сајбер безбедност и дигитална трансформација на македонската влада, се вели во анализата. Според Newsmax, Соединетите Американски држави и западните сили мораат да најдат начин како да вложат во инфраструктурата во Европа. Бидејќи Кина се повеќе ја користи инфраструктурата како стратешки инструмент во геополитиката, неопходно е САД и нејзините европски сојузници да формулираат заеднички и визионерски одговор. Инфраструктурата не треба да се гледа само како градежен предизвик, туку како основа на стратешка политика. Во оваа нова глобална реалност, темелите што ги поставуваме денес ќе ги обликуваат идните контури на моќта и влијанието на меѓународната сцена, анализира Newsmax. Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија беше ратификуван во Македонското собрание. Сепак, во јавноста се уште не се познати условите под кои Македонија ќе ги добие британските 6 милиарди евра, пари кои, барем според досегашните планови, ќе се користат за инвестиции во железницата и во здравството. Даниел Василев, Сител телевизија. 15.000 матуранти денеска полага испит по мајчин јазик, првиот од двата екстерни испити од државната матура. На учениците им пожелувам успешно полагање и добар успех. Оваа година очекувам се да помине во ред и мир со многу помалку несакани действија, односно препишувања што се случуваа во минатото. На тестаторите и наблюдувачите им порачувам да си извршат својата работа одговорно и нагласувам дека законската регулатива е зајакната и не очекувам никој да влезе во ризик за да поднесе некакви санкции. Сите наставници кои што се во улога на тестатори максимално одговорно да си ја сватат својата задача денес, бидејќи нивната улога е клучна во оваа наша работа, затоа што не сме само ние, тука сме сите, целиот образовен систем вклучен, тргнувајќи од Државниот испитен центар, Министерството за образование, Бирото за развој на образование и останатите образовни институции и секако училиштата кои што денес ќе ја реализираат внатре во со нивните ученици државната матура и високообразовните институции. Во Скопје денеска протести на верници на МПЦ поради начинот на избор на митрополит во Охрид. Бараме да биде слушнат гласот на логиката, ништо повеќе. Бараме на тој предлог избор да има и втор кандидат, односно зборуваме за отец Партени. Во никој случај не сме против ново назначениот монах, на кого што му посакуваме долг и благодетен живот, многу духовни чеда и големо смирение, онакво какво што го краси дедо Партени. А и сите дела се тука во Македонија и за нас македонците. Мислам дека паѓа во вода сето на бугарофилство или гркофилство, кога сите дела му се тука во нашата татковина и за нас. Мислам дека поголемо родолюбие од тоа нема. И навистина сметам дека треба се даде поддршка
поддршка, кој да е кандидат, да е барем начинот добар, легитимен, исправен, да имаме верба во тоа што на крај ќе се одлучи. Ваквото свештенство денес е компетентно да зборува за духовност, исто како некој што прочитал прирачник за тоа како се вози велосипед, а никогаш не возил, ќе не учи како да го возиме велосипедот. Така што тука сме дојдени да му дадеме поддршка на владиката Партени кој има илјадници духовни чеда. Архиепископот и дел од владиците денеска беа на литургија во Стоби, одбележаа 1700 години од првиот Вселенски собор во Никија. Не ги коментираше протестите. Символот на верата не е само заштита од ереси, туку е и покана за преобразба. Тој ни кажува дека Бог не е скриен Бог и не пребива во недостапна светлина, туку се јави во тело и сите нас не повикува во истата заедница на љубовта која не згаснува. А во неја пак се стигнува ако и меѓусебно сите бидеме едно, како што се едно ипостасите на триединиот Бог, како вели светиот евангелист Јован. Затоа делото од соборот во Никеја продолжува во правилното богомислие и богопрославување, продолжува во соборите на помесните цркви и на епархиите, продолжува во сите црковни заедници, каде што се лечат поделеностите, каде што животот во Христа е опиплив преку единството во верата и љубовта. Во продолжение останате вести од светот. Нови тарифи за увоз во Соединетите Американски држави. Председателот Трамп најави удвојување на постоечките царини за увоз на челик,